Беше тоа на 11. јануари 1909 година, кога е роден Иван Дојчинов Димче Шпанецот, припадник на македонското национално ослободително движење во Вардарски дел на Македонија, шпански борец и учесник во антифашистичката војна. По професија бил металски работник. По Првата светска војна емигрирал во Аргентина, а по враќањето од Аргентина во 1941 година се вклучил во антифашистичката борба на македонскиот народ во Вардарскиот дел на Македонија. Бил учесник на првото и на второто заседание на АСНОМ. По ослободувањето ја прифатил резолуцијата на Информбирото. Бил уапсен и осуден на 9 години строг затвор и на 3 години ограничени права. Бил носител на партизанска споменица 1941. Починал во Скопје на 29. јануари 1991 година. На 11. јануари 1920 година во Скопје е роден Славко Јаневски, македонски поет, романсиер, сценарист, сликар и академик. Во 1945 година излезе неговата прва книга поезија Крвава низа. Бил еден од основачите на Друштвото на писателите на Македонија во 1947 година и негов председател. Бил председател на Советот на струшките вечери на поезијата и на Рациновите средби, како и еден од основачите на МАНУ во август 1967 година. Неговото книжевно дело е богато и разновидно, па затоа ќе го споменеме само последното негово дело, романот Депонија, објавен во 2000 година. Умре во Скопје на 30. јануари 2000 година. Беше тоа на 11. јануари 1923 година, кога е роден Јово Камберски. Починал во Скопје на 25. април 1995 година. Завршил средно образование, бил директор на Вардар филм во Скопје, член на Друштвото на писателите на Македонија од 1979 година. На 11. јануари 1945 година во Скопје е одржана првата конференција на Балканската младина на која присуствуваа делегати од Југославија, Грција, Албанија и Бугарија. Меѓу другото, беше донесена резолуција за зближување на младината од балканските земји. Беше тоа на 11. јануари 1961 година, кога е роден Жан Митрев, македонски кардиохирург, основач, собственик и менаџер на специјалната болница Филип II. Во 1983 година бил на пракса на Медицинскиот универзитет Реина Софија во Кордоба, Шпанија. Од 1985 до 1988 година се вработил како лекар во одделот за итна служба и на одделението за општа хирургија во регионалната болница во Штип. Од 1988 до 1990 година специјализирал на клиниката за кардиохирургија Ребро на Медицинскиот универзитет во Загреб, каде во периодот од 1989 до 1990 е на магистратура на Медицинскиот универзитет во Загреб, на тема влијание на оперативната техника во хируршкото лекување на акутниот микарден инфаркт. На 11. јануари 1994 година Република Финска и Република Македонија воспоставиле дипломатски односи. Беше тоа на 11. јануари 1995 година, кога Република Македонија воспостави дипломатски односи на амбасадорски ниво со Република Романија и со Кралството Саудиска Аравија. На 11. јануари 2000 година во селото Арачиново, Скопско, пред стадионот на фудбалскиот клуб Шкендија, убиени биле тројца припадници на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија: Ерол Готак, Кирил Петручевски и Ацо Ангеловски. Беше тоа на 11. јануари 2021 година, кога почина Георги Старделов, поранешен председател на МАНУ, еден од столбовите на македонската филозофска мисла и наука. Академик Георги Старделов е роден во Гевгелија на 28. август 1930 година и за сиот свој труд и дело низ години важи за филозоф, естетичар, есеист, книжевен критичар, антологичар, теоретичар и историчар на културата.
На 11. јануари 2019 година, Собранието на Република Македонија, со амин од сите 81 присутен пратеник, ги освоија амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот и Уставниот закон за нивно спроведување, со кои, еден месец подосна, и дефинитивно беше променето името на македонската држава. За брижење на Република Македонија и отворење пат за Северна, тога се изјаснија сите пратеници што ја поддржуваа власта на СДСМ, вклучувајќи ги одметнатите осумина од опозицијата, со кој беше осварен минималниот услов за двотретинско мнозинство. Инаку, за тоа прашање претходно се одржа и референдум, и од 1.086.336 гласачи на гласање излегоа само 666.743 или 36,91%, а неупотребени ливчиња беа 1.139.983.